Знаев дека сакам љубов. Точка. Не знам нити како ќе изгледа, нити на што ќе личи, нити од каде, нити кога. Ништо не беше тоа прашање. Само едно знам дека ми се провлекуваше низ животот, дека кога ќе се омажам, ќе отидам на некое друго место. Значи, јас се омажив и не отидов на ниедно друго место, него остана во истиот влез и во истата зграда. Така да се испостави дека тоа што го посакуваш нема да го добиеш силно, затоа што веројатно се плашиш дека нема да го добиеш и тоа е тоа. Така да... И сега имаше негодување во однос на вашите родители? Имаше, да речам, имаше несогласувања поради фактот што јас никако не би сакала да ги обвинам нити родителите, нити никој околу мене и покрај тоа што тогаш навистина изгледаше многу грдо сето тоа што луѓето го правеа, го кажуваа и како се однесува сите ние со своите да речам верувања кои што повторно од нашите родители дошли. Сепак тоа е 20 години назад кога се уште не беше вака лабаво како сега, да речам, може се и се што секој со кого сака од прилика да биде, барем тоа во градов кај нас, во руралните места, се уште мислам дека стои фактот дека треба да се пази и не може туку така со кој сакаш и како сакаш. Секој си ги носи своите предрасуди, осудувањата се такви какви што се, но јас и покрај се решив. Значи не беше воопшто лесно, ама решив дека јас ќе се борам за љубовта. И во еден момент реков, видете, кој ме сака, кој не ме сака, јас го сакам него, ама тоа понатаму, значи, останува на мене. И тоа мислам дека беше клучно, дека сите сватија кога јас реков, оке, може да ме сакате или да не ме сакате, борете, јас ќе ве сакам. И знаете како кога на некого безусловно ќе му кажеш нема веќе со кого да се бори. Значи едноставно престанува се и така и се случи. Значи се смирија, моите видоа дека се е во ред, мислам што не може да биде во ред. Имам прекрасна свекрва која што глумица, не знам, 60 години, која што исто цел живот ме сакала како ќерка. Така да имаше проблем? Тој со неговите имаше проблем? Не, свекрва ми беше, значи немав свекор, свекрва ми, значи во првиот ден ме прифати буквално како свое дете, немав од таа страна проблеми, но татко ми исто беше окей со тоа, мајка ми малце помалку, но добро во ред и тоа се среди. Се на страна љубовта е тоа што ќе го гледам. Значи, не ме интересира ништо друго. На крај кога требаше да се венчаме, се венчавме затоа што сакавме во Дубај да идеме со мушка. Значи никој ништо не знае. Ни викаат, ама Дубај ако сакате да спиете заедно, не да бидете, мора да сте венчани. И се што правиме? Ај се венчаме. Сакаме да закажеме венчање. Кога? Значи, некаде тоа е у ноември, она ми вика некаде во мај имате простор. Како во мај вика бре, денеска, ако може. Па не може денеска, утре. Па ајде утре у колку? Шо нам 4:30 до после работа? Викам на машме. Значи буквално вака се случува. Ај викам после 4:30, значи за малку од работа порано. Отидовме се венчавме, толку беше. Воопшто не. На почетокот тотално не размислував, не разговаравме на таа тема. Кога си заљубен, тие теми толку не те интересираат. Понатаму кога веќе сите се смирија и кога веќе почна да заличува бракот на брак, затоа што ние се венчавме поради тоа што сакавме во Дубај да одиме и да бидеме заедно таму, па така да венчавањето се случи во неколку дена. Инкогнито. Кога веќе видоа дека сме заедно, почна размислување на тоа, ама добро, кога ќе имате деца, што ќе бидат? Мојот одговор секогаш беше, децата ќе бидат деца. Ама дали ќе ги крштеваш во црква? Нема да ги крштевам и нема да правам ништо од нити една религија, се додека тие деца не наполнат 18-20 и додека речат, оке, јас сакам да бидам негдека. Значи,
сепак ние сме тука како родители да не да ги учиме, треба да покажеме. Јас лично никогаш не сум се чувствувала дека припаѓам на некоја група религиозна или не знам каква и дека тоа што сум јас там, освен да речем групата дека бев панкер, кога бев тинеџер. Тоа беше единствената група во која што јас сакав да припаѓам тогаш. И тука заврши некакво припаѓање воопшто. Така да, кога веќе беше понатаму разговорот, а што ќе бидат децата? Децата ќе бидат деца. Како ќе се викаат? Ќе се викаат интернационално. Значи нема да бидат ни христијански, ни муслимански имиња, ни македонски, ни турски, ни албански, него некакви поинакви, така што јас и сопругот се договоривме да бидат кратки, тие се кратки, сите се по 3 букви и прекрасни. Значи имиња кои што сега, например, како што бараш на Google и си уживаш во креирање на едно име, така се направија тие имиња. Без притисок од никој, без некакви предрасуди, него да видиме како ни звучи името. Секој си ги носи со себе, нели, работите од своето минато, од своите родители. Секој има шанса, нели, во текот на животот да се прииспита како понатаму. Тоа не значи дека ние сме биле тоа што сме биле и сега тоа ќе го влечеме за секогаш. Денеска треба да се живее за денеска.